Прво дозволете да се заблагодарам на вас, председателе, што не собравте сите заедно, а и на сите други што учествуваа, за да испратиме една порака на единство за една заедничка цел за која што сите стоиме, а тоа е нашето членство во Европската Унија, односно нашата аспирација заедничка да го направиме следниот чекор и конечно да добиеме одлука за добивање на датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Денеска сите ние сме горди на уште еден голем успех на нашата земја и на политиките за остварување на нашиот стратешки приоритет, тоа е членството во Европската Унија. Амбасадорот Жбогар денеска ни ја презентираше 10-та поред позитивна препорака во извештајот на Европската комисија за нашиот напредок кон Европската Унија, вклучувајќи и препораки за старт на преговорите со Европската Унија, односно за отварање на поглавијата. Денеска го добивме најпозитивниот извештај досега, откако сме држава кандидат за членство, а тоа е 14 години, со чиста препорака на Европската комисија за почеток на преговорите за членство. За тоа заслужуваме да се израдуваме и да честитаме на сите. Владата, собранието, сите политички партии и групи кои се вградија во уставните измени и реформите, целото општество, граѓаните. Сработивме многу и имаме резултат. Сакам да се заблагодарам на амбасадорот Жбогар и на сите вработени во делегацијата кои што работеа со сите нас заедно. Од презентацијата на амбасадорот Жбогар со задоволство ги примивме сите позитивни оценки кои доминираат во извештајот. Исто така, со внимание ги прифаќаме и сите забелешки кои ќе ни помогнат да бидеме уште подобри и уште поуспешни. Како што рече комесарот Хан, Република Северна Македонија продолжува со реформскиот напредок и представува блескав пример за останатите земји во регионот, но и за моќта на привлекувањето на Европската Унија. Ако се навратиме една година наназад, во заклучоците на Европскиот совет во јуни 2018 година остана запишено: очекуваме отварање пристапни преговори во јуни 2019 година. Тоа беше силен поттик за нас, за граѓаните, за нашата земја. Големо беше охрабрувањето и за нас политичарите, и за граѓаните, кога добивме признание за големите историски одлуки што ги донесовме, за остварените реформи и за големата улога што нашата земја има и ќе продолжи да ја има за промоција на пријателството и соработката во регионот. За периодот што ни предстоеше, добивме домашни задачи и ни беше речено: испорачајте вие, ќе испорачаме и ние. Ние и без тоа знаевме дека треба да ги завршиме реформите за да се изградиме држава по европски стандарди и за да овозможиме услови за подобар живот за сите граѓани. Испорачавме реформи и обезбедивме одлични односи со соседите по сите стандарди. Покажавме политичка зрелост и европски манири. А нашето време во чекалната го искористивме за да се подготвиме за преговорите за пристап. Денес сме подготвени и политички, и институционално, и целосно како општество. По оваа препорака, за скоро време, ќе го комплетираме и тимот за преговори, а при крај сме и со техничкиот подготвителен скрининг за сите поглавја. Нашите задачи ги исполнивме од прва до последна и целосно сме подготвени за почеток на преговорите. Сега, на потек се државите членки и институциите на Европската Унија. На потек е Европа да испорача одлука и доверба, што ќе ни ја донесе врз основа на нашите заслуги. Испораката на јасен став за старт на процесот на преговори е исто така од интерес на Европската Унија. За улогата на Европската Унија како глобален играч, за нејзината надворешна политика, за идните перспективи на овој регион. Отварањето на преговорите за пристапување со Европската Унија е единствената гаранција за одржување на домашната стабилност и за одржување на реформскиот импулс во Северна Македонија со позитивни ефекти за целиот регион и за Западен Балкан. Благодарам.